Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Пожарот во Кавадаречко Раец, кој вчера попладне беше реактивиран од силниот ветер и во текот на вечерта создаваше проблеми. Според најновата информација од директорот на ДЗС Стојан Чангилов, во Кавадаречко пожарникарите работеа во текот на целата ноќ, а пожарот значително е намален, но се уште е активен. Денеска во 6 часот на пожарот се ангажирани повеќе екипи во два правци на правец во село Дреново кон Кесендре, интервенираат од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци со една цистерна, еден скип и двајца вработени. МВР со еден джип и еден пинцгауер и 4 вработени на јавното предпријатие Национални шуми подружница Бор, Кавадарци со еден камион, еден джип и 4 вработени, како и противпожарните екипажи на Кавадарци со 2 пинцгауера и една лада нива и 8 пожарникари. Во реонот на село Раец интервенираат од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци со една цистерна за вода, скип и двајца вработени, додека противпожарната единица Кавадарци со едно противпожарно возило и 5 пожарникари, а интервенираат и противпожарната единица Неготино со еден джип и 4 пожарникари, како и 4 вработени од МВР. Ова е само една искра за ваква катастрофа. Денес оваа катастрофа ќе сопреме на овој пат. Храбрите кавадаречки пожарникари се насекаде околу мене. Полицискиот хеликоптер и ер-тракторите на ДЗС се заедно со нас. Но ресурсите се ограничени. Ако денес имаме вакви неколку пожари, тогаш ќе се соочиме со голем предизвик кој што ќе биде тежок за надминување. Овата слика, која што ја добивме како фотографија и снимка, ја добивме од наш сограѓанин кој што има викендица наспроти исто село Раец. И точно во почетна фаза ги има снимено 5 точки од почнување на чадење и од почнување на горење на пожар. Значи, 5 точки се снимани од лице приватно кое што има викендица и истите тие 5 точки се направени после во жаришта и се спојуваат во голем пожар. Така да можам да кажам 100% сигурно дека пожарот е подметнат. Регулаторната комисија денеска ќе ги објави новите цени на горивата, а ќе важат од среда. Според брзанските движења се очекува намалување на актуелните цени. Од отворањето на бирзите, суровата нафта се тргува помеѓу 82 и 84 долари за барел. Ова е сигнал за можен пат на цените на горивата. Такви очекувања во текот на минатата недела имаше и премиерот Мицкоски кој кажа дека неделава ќе се прави анализа на цените на горивата, па ќе се одлучува дали ќе бидат преземени некакви мерки. Додека владата анализира, синдикатот бара итни и координирани мерки за заштита на животниот стандард на работниците и граѓаните. Од Сојузот на синдикати на Македонија за Сител велат дека според податоците на Евростат, македонските работници се меѓу најниско платените во Европа, а нивната куповна моќ останува меѓу најниските. Државата мора навремено и одговорно да реагира со цел да се спречи нов бран на поскапувања кој повторно би се префрлил на товар на работниците. И покрај досегашните мерки за стабилизирање на цените на горивата, очигледно е дека тие не се доволни. Потребно е владата да разгледа дополнителни интервенции, вклучително и намалување на акцизите и другите давачки на горивата, доколку постои фискален простор, засилена контрола на цените и маржите и кај основните производи, како и спречување на неоправдани поскапувања. Трендафилов вели дека единствена долгорочна заштита на животниот стандард е континуиран раст на платите. За него несфатливо е како цените на производите растат сега, кога цените на горивата се стабилизираат. Загрижува тоа што и денес, како и периодот кога цените на горивата надминаа 100 денари за литар, повторно се најавуваат нови поскапувања, но јавноста добро памети дека кога цените на горивата подоцна значително се намалија, голем дел од цените на производите и услугите не се вратија на претходното ниво. Затоа оправдано се поставува прашањето дали повторно ќе се префрла целиот товар врз граѓаните и работниците, наместо цените да се формираат врз основа на реалните трошоци. Од почетокот на војната меѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран, цел свет претрпе ценовен шок на горивата.
Од март до сега бензините во Македонија поскапеа за 18,5 денари за литар, додека дизелот се точи за 27,5 денари поскапо. Даниел Василев, Сител телевизија. По продолжение следуваат вестите од